Капитен, така е, значи одлично игравме во тие едно 13 сезони за фудбалски клуб Брегалница. Потоа настапува за поранешна слова и во Магнат, денешни Шкупи. Таму изиграв 2 сезони. Потоа играв во Струмичка Беласца, кога на чело на Струмичката екипа беше Панчо Таковски, познатиот Батебане. Така. И таа игра значајна улога игравме во Тоа беа знатните денови. Еве го и претходно да ги кажем и составите. Брегалница ќе настапи во овој состав. На голот ќе биде Илче Петровски, Бојан Георгиевски, Антонио Митрев, Мартин Стојанов, Кристијан Ацковски, Ристе Наумов, Анđело Николовски, Анес Османовски, Дарко Додев, Наумче Бакрачевски и Дарко Стојанов. Капитен ќе биде Ристе Наумов, додека шеф на стручниот штаб е Маријан Секуловски. За Тиквеш ќе настапат на голот Димовски, потоа Шиков, Лјанчевски, Лазаров, Мишов, Мојсов, Наумчевски, Вареловски, Илиевски, Темелков и Гроздановски. Шеф на стручниот штаб на овој меч ќе биде Трајче Орешков. На клупата за резервни фудбалери кај Брегалница се Денковски, Шоповски, Кудијан, Наумовски, Манев, Мирчевски и Кудев, додека кај Тиквеш резерви се Размовски, Ризов, Наумовски, Делов, Трајковски, Петковски и Здравевски. Капитен на тимот на Тиквеш е Ѓорги Мојсов, додека суди на овој натпревар ќе бидат Јован Качевски, Даниел Василевски и Дарко Видинич. Контролор е Благо Шуклев од Стојаково, четврти судија Ден Младеновски од Скопје, додека делегат е Тони Николовски исто така од Скопје. На стартот ќе има едноминутно молчење во чест на еден од најдобрите фудбалери на сите времења, Диего Армандо Марадона, кој што почина и на 60 годишна возраст, според многу можеби и најдобриот фудбалер на сите времења, заедно со Пеле и Лионел Меси и Кристијано Роналдо. Голема трага остави Диего Марадона во светскиот фудбал, освои еден мондијал 1986 година, кога беше прогласен и за најдобар играч, играше и во финалето, 4 години подоцна во Италија, а за екипата на Наполи освои 2 титули во италијанската серија А исто така го освоија и купот на УЕФА. Мандак, што можеме да кажеме за Марадона? Како мислење имаш ти за Диего Армандо Марадона? Дефинитивно. Значи, голема е дебатата помеѓу него, Пеле, сега во модерното време, Кристијано Роналдо и Меси, меѓутоа според тебе кој е најдобриот фудбалер на сите време? Според мене Диего Армандо Марадона е број еден фудбалер. Значи од детството ми беше идол да ми речам. Значи тоа е фудбалер кој има освоено шесто, може да се освои, знаеме како играше, посебно во екипата на Наполи, што беше освоил очите на италијанското калчо. Евролигата мислам дека освоја тоа што куп УЕФА. Да. Светски турак беше ретена и мислам дека неговото дело тешко некој да го повтори. Уникатен во начинот на кој што играше фудбалската игра, претходно ретко можеше да се види фудбалер со негов стил на игра, неверојатна техника, координација, реализација, одлично ги изведуваше и прекините, слободните удари, едноставно магионичар со топката што се вели. За негов наследник може да се каже дека е Лионел Меси. Меѓутоа Меси нема освоено светско првенство. Значи, тоа е она што окочи Меси во борбата за најдобар фудбалер, значи имаше се што може да има еден фудбалер, сите атрибути, меѓутоа Меси гледаме дека и тој веќе 10 години игра на многу јако ниво, меѓутоа му фали таа светска титула. Таа светска титула за да влезе во борбата со Пеле и со Марадона за најдобар на сите времења. Во секој случај голема загуба за светскиот фудбал со заменувањето на Диего Армандо Марадона, а ние да се фокусираме на денешниот дерби надпревар од 14-тото коло, кој што започна Брегалница и Тиквеш играат во напад штипските фудбалери, по десната страна е Георгиевски, десниот бек на Брегалница. Да видиме како ќе биде стартот на овој меч, кој ќе има иницијативата. Според тебе, кој е фаворит на овој меч? На овој дерби меч нема фаворит, значи ова е дефинитивно една од најдобрите две екипи во оваа ги погледавме лига. Да, составите, мислам дека и двете екипи и самите места на табелата го покажуваат тоа. Мислам дека за нијанса Брегалница е во предност, со психолошка предност поради бодовите. Меѓутоа дерби надпревар е еден надпревар, може многу да одлучи, мора да знаеме дека ова е, да не речем бараш надпревар за двете екипи. Со победа на Брегалница мислам дека и со двете нози Брегалница ќе биде многу близко до првата лига. Меѓутоа се тоа математики да проследиме денешниот надпревар. Еве сега контранапад на Брегалница беше тоа преку Ристе Наумов, меѓутоа истрча голманот Стојан Димовски. Еве сега еден фудбалер на штипските сини се жали на повреда, токму така тоа е Дарко Додев.
Дарко Додев, еден млад, меѓутоа искусен фудбалер кој дојде од редовите на Силекс. Одлично игра ова сезона. Одлично игра, да, тоа е значи право засилување за фудбалерите на Брегалница. Мислам дека ќе има значајна улога во текот на првенство и досега имаше и нормално во продолжение. Се надевам дека ќе допринесе за нормално за влез во првата лига на фудбалерите на Брегалница. Одлично играат штипските фудбалери оваа сезона, немаат ниту еден пораз, само 2 нерешени средби. Киксна на почетокот против Осогово во четвртата голо ми се чини на домашен терен, тоа е еден од послабите надпревари кои што ги одигра и во дерби мечот против Тиквеш одигра исто така нерешено. На останатите средби убедливи победи за Брегалница. Се разбира, значи секогаш јас и порано велев и кога играв активно, значи добиениот предвреме надпревар најтежок. Мислам дека тогаш Брегалница влезе во надпревар однапред добиен, легува да не речам подценувачки, тоа им се врати како бумеранг, заврши надпреварот како што заврши 1-1, загубени се 2 големи бода во битка за второлигашката титула. Меѓутоа за вториот надпревар во неготино го игра со екипата на Тиквиш, мислам дека тоа е и тоа како позитивен резултат, мислам со директниот конкурент на гости да не загубише позитивен резултат, да. И со играњето на претходното коло, која екипата на Кит го направи најголемото изненадување во второлигашката конкуренција, го победи убедливо тимот на Тиквиш, кој мора да кажам повторно дека е еден многу квалитетен тим со едни искусни играчи кои имаат доста надпревари во прволигашката конкуренција, почнувајќи Стојан Димовски кој беше во Маџари Солидарност во екипата на Турново која се надпреваруваше во првата лига. Беше и капитен таму, Ван Чешиков, мислам не треба да се трошат зборови, репрезентативец, интернационалец, искусна, долга кариера интернационална. Ото овде се Лямчевски исто така, Георги Мојсов, да не го забирајме, мислам е капитенот на екипата кој долги години играше во прволигашките екипи, во Вардар и во Работнички, во најдобрите времиња. Овде исто Стефан Вареловски Александар кој играше во екипата на Турново, исто кога играше европски надпревари Турново. И да не го забравиме Ристе Темелков, еден млад, но веќе искусен играч кој играше и во Штипска Брегалница, играше во Академија Пандев, сега игра во екипата на Тиквиш и мислам дека екипа за респект. Со ова што можеме да го слушнеме, значи многу искусни фудбалери во тимот на Тиквиш кои што имаат настапувано не само во првата македонска фудбалска лига, туку и во некои како на пример Ван Чешиков има така, значи во странство играше. Фудбалската репрезентација на Македонија. Така има доста настапи за репрезентацијата на доста добар нашата држава екстра, меѓутоа мора да кажеме дека екипата на Брегалница кој иако релативно млад тим, мислам тука со неколку искусни играчи, почнувајќи од капитенот Ристен Умов, кој за него не треба да трошиме зборови, знаеме и тој каква кариера има досега, кој е во залезот на кариерата, се надеваме дека капитенски ќе го издржи првенство до крај, ќе ги победе по младите фудбалери кои на атакот на првото место. Овде исто Дарко Стојанов кој доста години играше во првата фудбалска лига, мислам дека многу допринесува за младите играчи. А има и младински репрезентативци во Брегалница. Другите играчи се релативно помлади кои одлично напредуваат, одлично се вклопуваат во составот на Брегалница, значи тука се Ацковски, овде голманот Денковски кој моментално е на клупата за резервир, што се репрезентативци за младата селекција, и Мартин Стојанов кој верувате дека е голема и светла иднина за македонскиот фудбал, кој допрва ќе слушаат гледачите на македонскиот фудбал за него. Инаку Мартин Стојанов беше повикан и за фудбалската репрезентација на Македонија до 21 година и ми се чини дека одигра едно фудбал време на последниот надпревар со репрезентацијата на Црна Гора, да, во која нашите фудбалери го добија надпреварот, имаше значајна улога Мартин Стојанов кој беше и пеналот направен над него, го реализираше исто така штипско дете, односно фудбалер Миовски кој игра во екипата на Будимпешта. Да, игра во екипата на МТК од Будимпешта, Стефан Миовски ми се чини одличен фудбалер, млад фудбалер и тоа исто така светла иднина на македонскиот фудбал. Тоа мора да кажеме дека е дете на фудбалскиот клуб Брегалница, матичен клуб. Од овде замине во екипата на Работнички, од таму играше една сезона во Ренова, од каде го направи последниот трансфер во екипата на МТК Будимпешта, како што кажавте, и одлично се снајде, мислам дека досега има околу 5-6 поголици постигнато за екипата на Будимпешта. А на самиот старт е унгарското првенство, така што има уште многу да се игра, во одлична форма се наоѓа Миловски. Да, посакуваме многу среќа и здравје по понатамошната кариера. Доколку продолжи со ово темпо, несомнено ќе направи трансфер во некоја посилна фудбалска лига. Да. Со овие зборови можеме да кажеме дека македонскиот фудбал има светла иднина. Еве играчи кои што играат во Брегалница
тројца фудбалери настапуваат за македонската млада репрезентација до 21 година и иако играат во Брегалница, во втора македонска фудбалска лига, тоа покажува дека тимот на Брегалница има одреден квалитет, дури да игра и во првата македонска лига и рамо до рамо да се бори и со тие таму тимови кои што се надпреваруваат во несилното македонско фудбалско надпреварување. Меѓутоа, истото можеме да го кажеме и за екипата на Тиквеш, и Тиквеш има одлични фудбалери. Ние кажавме кои фудбалери се настапуваат, меѓутоа ќе се надоврзам за Брегалница. Значи самото тоа Брегалница без разлика што се надпреварува моментално во втората лига, таа има квалитети за прволигашки дросвели, самото играчите што се репрезентативни и се повикувани од селекторот Благоја Милевски на селекцијата до 21 година, покажува дека Брегалница има квалитет. Јас мора да напоменам дека Брегалница од секогаш имала млади таленти, излегувале од типските сини, одлични фудбалери и репрезентативци. Може и да споменеме некој името на Ристе Милосавов, кој се настапуваше за репрезентацијата на Македонија и тоа со успех во времето на дека беше селектор Ѓоко Хаджиевски, да. Да видиме акцијата само на Брегалница. Еве го додев сега. Еве на самиот старт помина веќе 8 минути, се уште нема некоја посериозна шанса за гол, испитување на силите, така. И судијата не досуди прекршок. Ми се чини дека имаше удар со раката кон Додев, кој остана да лежи на тревата, меѓутоа судијата само одбавна. Еве да погледнеме дали имаше прекршок таму. Еве таа акција. Спорна ситуација на 18 минути, на 18 метри од голот на Димовски, меѓутоа судијата Качевски не досуди прекршок, тоа ќе биде аут за Николовски. Мислам дека нормално е да играат предпазливо и двете екипи. Знаеме колку значи овој надпревар за двете екипи. Еве го Наумов со глава сега. Значи секогаш опасен на високите топки, искусниот Наумов. Веќе 39 години има Ристе Наумов, се уште со успех настапува, постигнува голови. Меѓутоа, верувајте дека тоа е пример за сите помлади играчи како само професионално ги одработува тренизите, тренира, значи прав пример за помладите играчи кои треба и те како да учат од него. Токму така, на секој надпревар кога ќе добие шанса, опасност е кон противничкиот гол, особено во таа скок игра. Тоа е негова карактеристика. Неговата врлина и во овој случај го покажа тоа, значи го има тој тајминг на скок, значи так. Нема некоја висина, да речеме, меѓутоа значи воздушните дуели 90% се негови. Токму така настапуваше и Наумов и во Цементарница, во Вардар, имаше успешна кариера во странство во Викторија Жишков, најпрво потоа и во Славија од Прага. Така, во Славија од Прага. Постигнато гол во против Валенсија. Валенсија на стадионот Местале во Шпанија, во постигна гол против на УЕФА, тогашното да го одигра на преврот 1-1. Токму Ристе Наумов беше. Со глава исто така беше стрел. И мора да кажем имаше успешна сезона во Кипар, каде што стварно постигна за една полусезона, мислам околу 11-12 погодоци. Самото портфолио на Ристе Наумов говори за неговите успеси, интернационалец кој што долги години настапуваше во странство и во најдобрите клубови во Македонија. Не доби шанса многу во фудбалската репрезентација на Македонија, меѓутоа сепак одлична кариера, можеме да кажеме дека има Наумов. Да, иако мора да кажем, можеби и заслужуваше место кога беше во најдобра форма кој играше во Славија. Да, значи играше во Славија. Прага, меѓутоа спретни околности. Корнер за екипата на Тиквеш. По левата страна да видиме 6 фудбалери на Тиквеш во 16-никот на Брегалница. На првата статива, меѓутоа Наумов исфрла таа опасност. Повторно еден центар шут. Пробуваат играчите на Тиквеш да створат некоја шанса. Ним бодовите, впрочем, и се и многу попотребни, бидејќи доколку Брегалница победи на овој надпревар, ми се чини дека секи биде готов. Да, јас го кажав тој на почетокот на надпреварот, доколку Брегалница денеска победи, со двете нози веќе ќе биде во првата лига, иако мора да кажам дека има многу за играње, уште многу, меѓутоа квалитетот на екипата на Брегалница, се разгори играта, Сега двајца фудбалери на Брегалница лежат на тревата, Николовски и Додев. Тоа беше фаул на капитенот Ѓорги Мојсов. Еве го тој прекршок и повторно судијата досуди прекршок и му даде жолт картон на Мојсов. Ја бележиме 11-та минута од надпреворот, жолт картон за капитенот на Тиквеш Ѓорги Мојсов поради овој груб старт врз Додев, кој што станува.
се уште подкривнува, меѓутоа ми се чини дека без остар проблеми. старт, меѓутоа Ќе продолжи Додев ќе се надеваме дека нема ништо сериозно, ќе продолжи со игра. Додев еден од поважните фудбалери на Брегалница, добро игра оваа сезона, веќе реков. реков. Да, во фудбалскиот клуб Брегалница во оваа Може да игра и по левата и по деснокрилната одличен позиција. страничен фудбалер кој веќе кажав настапуваше претходно во екипата на Силекс и одлично играше таму, беше просто еден од раководството на Брегалница. Одлично игра ова сезона. Одлично игра и мислам дека е правилен потек со овој фудбалер ангажирањето на него во фудбалскиот ги следиме клуб на Брегалница. преварите на Брегалница оваа сезона во втората фудбалска лига. Додев еден од подобрите поединци, секогаш продира по крилните позиции, знае и да даде гол, знае и да асистира и по изведува слободни удари, прекини, одличен фудбалер. Впрочем, Брегалница има доста прволигашки играчи, меѓутоа и Тиквеш е исто така одличен тим. По десната страна Вареловски со број 21, меѓутоа добра реакција на Додев и аут за Тиквеш. Играта се смири, поној прекршок и жолт картон на Мојсов, повторно на средината на теренот. Гледаме на црста игра од обете страни. Нема многу шанси за погодок на почетокот и нема многу убава игра. Да, така, значи овие надпревари кои решаваат, значи секој се играат предпазливо, двете екипи играат малку во грч играат. Во грч така со испитување на силите, меѓутоа притисокот го прави своето, иако и има, да речеме, Тиквиш доста искусни играчи, меѓутоа верувајте денеска екипата на Тиквиш доколку сака да остане во игра за првото место мора да победи во Штип. Екипата на Брегалница верувам дека и со нерешено ќе биде во голема предност, меѓутоа со победа, како што кажавме, дека ќе биде убедливо прва. Так. И затоа и ќе очекуваме тврд надпревар, кој мислам дека нијанси ќе го решат овој надпревар денеска. Сега за сега во тека 14-та минута се уште нема некоја посериозна шанса за гол. Гледаме повеќе прекини, цврста игра. Играчите сега за сега играат во грч, се чувствува тоа дека има притисок и кај двата тима. И другите, така. Токму така и ќе видиме. Мислам дека Брегалница има доста добри млади фудбалери кои покажа во текот на овие 13 кола дека можат да играат. Можат да играат 90 минути, мислам дека екипата на Брегалница физички треба да е поспремна со однос на годините и меѓутоа не мора да значи тоа, искуството има, да, така е. Еве, нема убава игра, нема некоја пас игра од обете страни. Момент може да го реши овој надпревар. Една грешка може да го реши надпреварот. Да, значи со еден потек може да се реши овој надпревар. Се очекува да биде. Стојанов продира по десната страна, меѓутоа без проблеми за голманот Стојан Димовски, кој шири кон Андреј Лазаров. Ево сега Лазаров какво решение ќе најде кон Мојсов, повторно смирување на играта. Ево Мојсов, искусен фудбалер. Долги години игра Мојсов. Да, долги години во македонскиот фудбал. Мислам дека 34 години, значи игра долги години, играше во екипата. Години може да, игра. играше во екипата на Работнички, потоа во екипата на Вардар. Мислам дека имаше некоја интернационална кариера во Србија, се точно не се сеќавам за кој клуб настапуваше. Мислам дека негов брат е Даниел Мојсов, репрезентативец од одбрамениот фудбалер, од фудбалска фамилија се. Нормално двајцата играат. Успешни двајцата. Сега гледаме грешки на обете страни. Нема некоја чиста игра, повеќе од 3-4 паса не може да се направат. Да, се уште играат во грчи двете екипи, за тоа е се поради значењето на надпреварот. Токму така ми се чини дека психолошкиот притисок си има влијание. Да. Можат и двата тима многу подобро. Секако тоа и го докажа до сегашниот дел од првенството, нели, затоа и самата табела го покажува тоа. Меѓутоа овој надпревар дерби на истокот, што би се рекло, значи го играат двете најдобри екипи во оваа конкуренција и значењето на надпреварот допринесува да има ваква неквалитетна игра, тврда. На Брегалница, впрочем, ги одговара повеќе овој нерешен надпревар. Така, мислам дека поголемиот притисок на денешниот надпревар ќе го има екипата на Тиквеш, која 5 бода сепак е голема предност во однос на противникот. Никој не го очекуваше тој кикс на Тиквеш минатото коло кога загубија, меѓутоа убедливо со 4:1 со екипата на Кидго, да, реално никој не го очекуваше тоа, меѓутоа мора да кажем екипата на Кидго е една квалитетна екипа
која е спојна младост и искуство, имаат неколку искусни играчи, меѓутоа и млади кои имаат одлични услови за работа, кои може да ја позавидат и многу прволигашки екипи. И мислам дека полека, но сигурно Кит го пронаоѓа местото на табелата во втората лига. Така се наоѓа мисличи на четвртата позиција, играат стандардно. На фудбалот и не е некое големо изненадување на преварот, меѓутоа нели се резултатот мисличи дека е изненадување. Да, можеби е превисок, да. Меѓутоа нели затоа е интересен фудбалот. Токму така. Секогаш не победува подобрата екипа. Меѓутоа ми се чини дека екипата на Китго сосема заслужено триумфираше на тој меч со 4-1. Тоа е навистина убедлив и неочекуван триумф кој што дава шанса на Брегалница да се одвои од екипата на Тиквеш. Сега центар шут кон Наумов, Бакрачевски шанса и останува 0-0, убава шанса за Бакрачевски. Ристе Наумов одлично ја сврте таа топка со глава. Прекрасна асистенција на Наумов позади грб со глава, Бакрачевски од 3 метри не успеа да го погоди голот. Беше ова одлична шанса. Да кажам дека и Бакрачевски игра во изворена форма, ова и претходните сезони, значи и претходната сезона играше Обринатец, е одличен, квалитетен фудбалер кој исто така доста млад, 23-4 години, и за него допрва следуваат звездените мигови, да не речам. Значи многу квалитетен фудбалер. Ова се фудбалери со прволигашки капацитет. Еве го Вареловски сега. И аут за Тиквеш. 17-та минута, голема шанса видовме од Бакрачевски по прекрасното проигрување на Ристе Наумов, а сега Тиквеш ќе се обиде да го возврати ударот. Вареловски кон Мишов. Дали не суди судијата ништо. Мишов сега Дарко Гроздановски по левата страна, ќе се обиде да центрира Гроздановски центаршур. Меѓутоа Дарко Стојанов без никакви проблеми и избива таа топка. Сега Мартин Стојанов сепак се враќа назад. Шанса за на полуконтра на Флоридбрат, меѓутоа грешка на Стојанов. Георгиевски, Бакрачевски. Георгиевски исто така мора да кажеме еден искусен и квалитетен фудбалер кој има настапувано за повеќе прволигашки екипи, имаше интернационална кариера кој играше за екипата на Бате Борисов. Бате Борисов е еден од најдобрите клубови во Белорусија, можеби и најдобриот, настапува во Лигата на шампионите и сега шанса за Додев и преку голот Дарко Додев. Добар обид беше тоа, меѓутоа не пред ја гледаме таа долга топка, ми се чини дека беше од Бакрачевски кон Додев. Ја прими убаво со гради, шутираше со левата нога, меѓутоа над голот на Димовски. И значи по овие 19 минути, две шанси за Брегалница за само 2 минути. Најпрво Бакрачевски имаше одлична прилика, тоа беше ми се чини 100% шанса за гол. А сега Додев од една полушанса се обиде со левата нога, меѓутоа преку голот на Димовски шутираше. Брегалница сега за сега ги има единствените две шанси за гол. Тиквеш се уште во очекување на првата прилика. Ќе има шанси сепак и на двете страни, меѓутоа оној кој што ќе успее да ги искористи шансите, тој ќе биде победникот. Така, оној кој ќе биде поконцентриран, мислам дека ќе го добие овој надпревар. Гледате, очигледно не се уште после 20 минути игра, очигледно дека притисокот се уште се чувствува кај двете екипи. Гледаме уште тврд надпревар со исклучок на овие две шанси на Брегалница кои ги имаше. Лазаров сега центар шут на втората статива, меѓутоа тоа беше Георгиевски кој изби таа топка и сега шут кон голот на Петровски, меѓутоа одбрана. Сигурен на голот Илче Петровски кој исто така да напоменам дека е еден квалитетен голман и искусен кој настапуваше. Да, Брегалница во секој случај еден од најиски репрезентативот, вториот и те како искусен кој настапуваше во екипите на Пелистер, во Брегалница беше и претходните години, има интернационална кариера во Босна настапуваше, во екипи од Албанија. Мислам дека е еден квалитетен голман кој како ќе допринесе за понатамошно текво првенство за Брегалница. Брегалница на сите позиции има одлични фудбалери, двајца добри голмани, во браната се солидни, Митрев е добар, Дарко Стојанов секогаш стандарден. Тука и младиот Јован Манев кој што се наоѓа на клупата за резервни фудбалери, тој игра одлично. Јован Манев, мислам дека не е на овој надпревар, има црвен картон со екипата на Плачковица Јака. Не знам дали е во составот, пошто беше казнет 3 надпревари, можеби е при начин на казната. При начин на казната, да. Еве го гледам во списокот. Исто мора да кажеме и тој е еден квалитетен фудбалер, доста млад, меѓутоа квалитетен кој веќе втора сезона со успех настапува за фудбалскиот клуб Брегалница и верувајте му престои светла иднина. Тоа е син, да напомнам, на Јордан Манев. Сигурно навивачите на Брегалница добро познаваат неговиот татко кој долги години играше во Брегалница и беше еден од најдобрите фудбалери. Токму така популарниот Јордан Манев кој што играше и за Прилепска победа за Осогова, одличен фудбалер.
а неговиот син тргнува по неговите стапки. Сега слободен удар на 16 метри од левата страна за екипата на Тиквеш. 6 фудбалери на Тиквеш во 16-тникот на Брегалница. Може да биде тоа одлична шанса за екипата од Кавадарци. Видиме како ги заврши овој напад. Центар шут, меѓутоа преку голот на Петровски. Лош центар шут беше тоа и гол аут за Брегалница, без никакви проблеми за Илче Петровски, кој што ќе офорли топката во игра. Фудбалерите на Тиквеш пробуваат да извршат некој вид на пресинг на паѓачите, меѓутоа без проблеми топката доаѓа до Николовски. Николовски проба да упати удар до Додев, меѓутоа непрецизно и аут за Тиквеш. Во теке 22-та минута, резултатот на надпреварот Брегалница Тиквеш се уште оној почетниот 0:0. Најголемата шанса беше во 17-та минута кога Бакрачиски од непосредна близина по асистенцијата на Наумов со глава не успеа. Некој реагираше од одбранените фудбалери, му засмета на екипата на Тиквеш, иначе сепак беше одлична шанса. Одлична шанса беше тоа за гол. Еве го Наумов водил со и има доста дуели помеѓу репрезентативецот Чиков и Наумов, на тоа се двајца квалитетни. И Шиков е одличен играч со глава. Се разбира, да. Во дуелите и Шиков е одличен. Се врати назад во Кавадарци да ја заврши кариерата во неговиот матч. Па да, неговиот матч клуб тој од Кавадарци, мора да кажем имаше и текако успешна кариера. Исто и Мојсов така. И тој кариерата ја завршува во Тиквеш. Се враќаат во матичниот клуб. Тоа е на традиција на оние домашни фудбалери кои што после долги кариери се враќаат нормално, нели, матичниот клуб сепак, нели, е првата љубов, значи за сите други клубови можеби, да, за сите други клубови, како фудбалер да кажам, сите други можеби играш со професионално, меѓутоа тоа е сепак професионално за својот клуб, некако играш пак со срце, со емоции. Така. Еве гледаме овој прекршок врз Андреј Лазаров со број 8, меѓутоа ми се чини дека судијата не досуди фаул, имаше прекин на играта, топката беше isfрлена во аут за Тиквеш, а сега Велков ја враќа топката. Ја враќа Велков топката до Петровски, тргнуваат фудбалерите на Брегалница по нов напад. Во теке 24-та минута, Петровски воопшто не брза, кажавме, бодовите многу попотребни за играчите на Тиквеш, меѓутоа доколку има победник на овој надпревар, а доколку тоа биде Брегалница, значително ќе се одлепи од Тиквеш, ќе има дури 8 бодови предност. Тогаш веќе ќе биде тешко за тимот од Кавадарци да достигне Брегалница. Покомотно мора да имаше делна преносност за фудбалерите на Брегалница. Меѓутоа мора да кажам дека Брегалница доколку победи денеска веќе мора и да размислува за зимската полусезона, да ангажира уште некој за силно, кој ќе размислува за првата лига веќе, кој ќе може да и користи тие фудбалери за прволигашките надпревари. Верувам дека и веќе размислува така раководството. Мора одлично организиран клуб е Брегалница. Да кажеме дека да, Брегалница е може да приушти да земе квалитетни фудбалери. Да, има квалитетни средства. Мислам дека ја користиме прилика и да го поздравиме новиот собственик на фудбалскиот клуб Брегалница, господинот Кирил Гогов, со компанијата Кидго, кој верувате, значи со голем ентузијазам работи за клубот, значи доаѓа тој лично на сите надпревари овде и се надеваме дека со неговиот тим околу него, да ги споменеме спортскиот директор Никола Тонев и извршиот директор Емил Тодев, кој исто така успешно си ја вршат својата задача. Мислам, самите резултати го покажуваат тоа, да се надеваме дека клубот допрва ќе напредува уште повеќе. Интересно е што се вложува во млади фудбалери, 20, 21, 22 години, 23 години. Сите фудбалери се околу 20 до 23 години, единствено Наумов и Дарко Стојанов се, можам да кажам слободно, ветерани. Да, поискусни фудбалери. Меѓутоа останатите фудбалери се сите млади и талентирани. Значи, и иднината е пред нив. Кажавме да и претходно ги набројавме тие млади фудбалери кои верувате дека наредните можеби 10 години ќе може да се рачуна на нив за нивната кариера, кои допрва и ќе напредуваат тие фудбалери, значи треба да скалило погоре да одат од овој квалитет моментално што го имаат. Значи тоа е и визијата на клубот, да се инвестира во младите фудбалери
бидејќи верувате и младите фудбалери се најевтини играчи. Токму така. Нешто како што функционираше работнички, како Така, Веласица на времето школа, кога да. функционираше. Млади фудбалери од својата школа, а многу од тие фудбалери потоа станаа и репрезентативци на Нормално, Македонија. Да. Сега Брегалница тргнува по тие стапки. Ми се чини дека планот е одличен. За сега добро се движи, мора да кажеме, и се надеваме дека најпрво ќе се постигне првата цел, тоа е влегување сезона во првата фудбалска лига, а потоа ќе се оди чекор по чекор. Ми се враќаме на надпреварот, 27 минута. Се смири играта под тие две шанси кои што ги имаше екипата на Брегалница. Најпрво Бакрачевски, а потоа и Додев по левата страна шутираше преку голот на Димовски. Повторно игра некаде на средината на теренот. Предпазливо играат се уште двете екипи, без ризик. Нема многу шанси за погодок. Димовски шири таму по левата страна. Немаат за сега фудбалерите на Тиквеш можност да стигнат до голот, да направат некоја посериозна шанса. Шанса за контранапад на Стојанов, меѓутоа добра интервенција таму и повторно топката излегува во аут. Георгиевски ќе го изведе бргу тој аут до Османовски. Еве го Османовски продира по десната страна и си даде предотвор. Добра шанса беше тоа. Да центрира Османовски. Така. Може би веднаш требаше. Овде е пресудно тоа искуство по старите речи. Може би требаше одма да реагира со центаршут, во кој знаеме и тоа како специјалисте на умов. Сакаше да влезе напред се неколку чекори, добро направи, добро помина таму по десната страна. Го помина на Умчески и ја загуби топката. Токму така, искуството си го прави своето млад и Османовски настапуваше за младинската репрезентација на Македонија. Беше дел, да, тој надпревуваше во еден од германските. Така, има настапувано во Германија. Превари, да, од Германија. Еве сега Георги Мојсов пристигна во екипата на Брегалница. Мојсов, шанса за центар шут меѓутоа Петровски. Голаут, мислам дека и голаут беше. Токму така. Голаут за еве таа ситуација уште еднаш. Мојсов успеа да центрира, меѓутоа топката излезе надвор. И тоа ќе биде. Мислам дека Мојсов е можеби најопасниот играч на екипата на Тиквиш, еден играч со многу искуство, со многу надпревари во своите нозе, од ваков калибар би кажал. Добар техничар е, знае да игра фудбал. Да, меѓутоа за сега Наумче Бакрачевски одлично се справува со него. Бакрачевски е заложен за него на овој надпревар. Да. Игра во некоја позиција како полушпиц. Мојсов, така, Мојсов игра позади двајцата двајцата напаѓачи. Шпицовите, да, меѓутоа овде е Бакрачевски кој игра заден везен, или фудбалски кажано. Кажав и претходно, значи одличен играч, одлично игра и претходна сезона играше и ова. Фудбалер со срце кој многу работи на теренот. Одлично игрува. Сите дефенсивни задачи е неприкосновен. И во фазата на нападот е добар и во фазата на одбраната. За Тиквеш во нападот играат Мишовски со број 9 и со број 25 Дарко Гроздановски. Позади нив, како што кажавме, Мојсов. Кажал Мишовски еден квалитетен играч кој играше во екипата на Академија Пандев. Искусен фудбалер. Искусен, да, добар играч, гол играч, знае да реализира. Меѓутоа за сега штоперскиот тандем Стојанов и Митрев одлично се справуваат со тие напаѓачи. Да, нема некоја посериозна шанса играчите така, на Тиквеш нафрлија, имаше неколку скратени корнери. Тоа не е ништо тоа. Конкретно е шанса да видиме. Османовски е тоа, меѓутоа повторно не знаеше да реагира, овде имаше фаул, меѓутоа сега ја губа топката на Наумов да видиме. Одеше Наумов српето Додев, дали ќе има шанса за гол? Дали ќе има гол? Ацковски, каква шанса за Ацковски. Од само 7-8 метри шутираше директно во голманот Димовски. Одлична шанса, ја гледаме таа шанса. Пласираше меѓутоа само во средината на голот во раците на Димовски. Голема шанса бележиме во 30-та минута од надпреварот. Кристијан Ацковски и сега повторно се отвара играта. Додев по левата страна. Оди Додев по левата страна, центар шут со десната нога, меѓутоа повторно Димовски добро интервенира. Каква шанса за Ацковски, да. Ова беше можеби и неголемата шанса да направи. Да, која ќе имаше големи промени во текот на надпреварот. Токму така, аве сега шанса за контранапад на Тиквеш. 3-3. Сега напад на Кавадарчани, ќе има ли удар кон голот на Петровски и одбрана на Петровски.
Шанса беше тоа, веднаш возвраќаат фудбалерите од Кавадарце, меѓутоа Илче Петровски со одлична интервенција. После толку тврд надпревар, голманите најзабележителни на двете екипи. На останатите надпревари во втората лига, Китго Саса 0:0, победа Кожув 0:1, Слога Виница води против Осогово со 1:0 и на мечот Брегалница Тиквеш кажавме резултатот е 0:0. Еве сега корнер за екипата на Тиквеш. По левата страна, центар шут на втората статива, Петровски истрча, меѓутоа тоа ќе биде аут за Тиквеш. Продолжува Анис Османовски реагираше со глава. Вареловски ќе го изведе тој аут. Видовме две одлични шанси, најпрво Ацковски не успеа да реализира 100% шанса, потоа и Петровски добро интервенираше. Сега Вареловски, висок центар шут, ќе биде тоа лесен плен за искуствен Петровски. Тоа беа одлични две реакции на двајцата голмани, на Димовски, на Илче Петровски. Меѓутоа шансата на Ацковски беше и далеку подобра. Далеку подобро се разбира, меѓутоа неуспешно реализираше, проба да пласира таму, можеби ќе беше подобро да шутне таа топка со сета сила. Да не речем фудбалски каде и да шутираше на страна. Можеше голман да реагира, беше многу близко. Беше само од 7 метри така. Да. Сепак останува 0:0. И на ваква игра видовме неколку шанси за гол. Добро е тоа за играта, можеби ќе се отвори. Мора да кажам дека полека се отвара надпреварот, гледате дека фудбалерите се опуштаат веќе, влегуваат во шанси. И како ќе одминува надпреварот, мислам дека Тиквеш мора да фрли се на една карта, бидејќи овој резултат не му одговара на нему. На фудбалерите на Брегалница би рекол дека одговара, бидејќи ќе останат на плюс 5 бодови од Токму така. втолопарсиналата екипа и ќе бидат чекор. А и во контранапад Брегалница може да направи повеќе шанси. Како значи овде се Додев и Стојанов по крилните позиции, брзи играчи. Наумов со глава одличен. Стојанов и Додев и Ристо Наумов игра одлично за сега во овие 33 минути, креира шанси за своите фудбалери, ги доби скоро сите дуели со глава. Па тоа е еден од играчите што треба да ги понесе овие млади играчи и на овие надпревари. Играч за пример. Кај што треба да биде лидер на екипата и нормално кажавме дека тој и tekako пример за помладите играчи. Георгиевски ми се чини дека направи прекршок таму. Не, сепак тоа беше Митрев. И сега тоа ќе биде повторно слободен удар за Тиквеш. Капитенот Мојсов таму со број 10. Единствените прилики Тиквеш ги има по овие скратени корнери, прекршоци кои што се некаде на 25-30 метри од голот на Брегалница. Мешаница таму пред 16 метри, Мојсов. Добар центар шут на Мојсов и сега расчиста на Бакачевски беше тоа така. Еве го сега Николовски. Повлечува Николовски, кон Додев, меѓутоа недоразбирање со Додев, повторно освојува топка на Брегалница. Сега добар потек на Ацковски. Не го издржа, тој бил меѓутоа фаулиран од Шиков. Искусно реагираше на средината на теренот, еден тактички прекршок кој го искречи една полуконтра на фудбалерите на Брегалница. Искусно ротулирано Шиков. Мора да напоменам многу фали отсуството на Михаил Маневски, кој е повреден, пред 2-3 дена се оперираше на левото колено, иначе е играч кој многу значи за овој тим на Брегалница, кој играше и тој исто во изварена форма. Меѓутоа младиот Анџел Николовски одлично се стави на таа замена, да. Иако е многу млад, меѓутоа добро игра на овие надпревари и мислам дека допрва и тој ќе напредува. На секоја позиција имаат по двајца квалитетни фудбалери. Да. На клубот за резервни фудбалери кај Брегалница напаѓач Андреј Кудијан, кој одлично игра на овие надпревари, претходните мечеви постигнува гол. Статистика кој доста голови исто така постигна, значи сезонава. Исто има уште еден млад играч од школата на Брегалница, Љупче Кудев, кој со само 16 години и како се наметнува за првиот тим на Брегалница. Одличен фудбалер е Да, младиот Кудев. тоа е на светла иднина за фудбалскиот клуб Брегалница, кој се надеваме во прволигашките надпревари ќе го користи како. Како што кажуваме, Брегалница игра со
еден класичен напаѓач, што е Наумов, меѓутоа Додев и двајца Стојанов крилни, да, се од десната уфрлуваат страна. како напаѓачи Да, Стојанов и и креираат постојано опасност кон противничкиот гол. За противничките голмани. Затоа и еден од напаѓачите Кудијан во овој случај на клупата за резервни фудбалери, бидејќи Наумов дали е тоа Бакрачевски, меѓутоа фудбалерите на Тиквиш не изфрла топката во аут. Може Сега би треба шанса да за реагира Тиквиш. судијата. со број 8 Лазаров шутираше, меѓутоа покрај голот не ја прекина судијата. Качевски играта, сега се бунат фудбалерите на Брегалница. Па може би Тоа беше треба Османовски. да ја префрлат, односно да изфрлат топката во аут фудбалерите на Тиквиш, бидејќи Бакрачевски лежеше на теренот, се жалеше на повреда. Лазаров со шут кон голот на Петровски, меѓутоа имаа среќа фудбалерите на Брегалница сега профучи топката покрај левиот директ на Петровски Добро и е што останува останаа 0:0. будни фудбалерите на Брегалница. Така. Нова акција Се не жалеше- застана. Бакрачевски се жалеше на повреда, да. А се жалеше на повреда Османовски на претходниот надпревар против Осогова, меѓутоа еве го во почетниот тим на Брегалница сепак Да, после изгледа со не се екипата работело на со сериозна Осово и повреда. Османовски и Бакрачевски беа заменети поради повреда. Меѓутоа Сепак Османовски го стартуваше денешниот меч. стартува и двајцата го стартуваат на превод и Бакрачевски и Османовски беа заменети со повреда од Осово, меѓутоа се вратија во првиот тим Очигледно не се работело за за сериозна. сериозна повреда. Меѓутоа мора да кажем и тие се стварно борци го даваат последниот датум за фудбалскиот клуб и верувајте и може и повредени да играат да дадат максимум. Добри играчи си Османовски и Бакрачевски. Како што кажавме, Тиквеш ги креира за сега шансите по прекини. Имаше неколку удари кон голот на Петровски, во една ситуација Петровски одлично интервенираше и неколку удари покрај неговиот гол, додека Брегалница неубавата шанса ги имаше преку Кристијан Нацковски, кој од непосредна близина не успеа да реализира. Сега истрча Стојан Димовски, удари топката со глава, Шиков и изфрла во аут. Трча Мартин Стојанов, меѓутоа Димовски беше побрз. Еве, таа шанса ја гледаме. На либеро голманот реагираше одлично, Димовски. Димовски искусен голман. Сега Додев ќе го изведе аутот на левата страна. Еве го Додев. Нафрлање кон Наумов, меѓутоа Шиков овој пат успешен со глава. Гроздановски. Се гради Гроздановски. Нема прекршок. Значи сега Бакрачевски, Додев. Додев влегува внатре, Додев ќе шутира и кон голот. Сепак интервенција е тоа. Реакција на Шиков. Може би беше малку и себичен Додев во оваа ситуација. Со лизгачки старт Имаше Шиков. тројца играчи во 16-сетникот, беа Наумов, Стојанов и Сакаше да реализира. Да, сакаше сам да ја заврши акцијата. Одлична шанса беше тоа на Шанса Додев. повторно на Брегалница. Може би требаше да реагира поинаку. Може да кажеме дека за нијанса Брегалница е поквалитетна екипа во овие 40 на минути. Да, по-добри шанси креираат и По-конкретни. ја имаат топката во посет во поголемиот имаат дел од контролата на на преворот. Меѓутоа, еве, судијата Качевски од Струга дозволува да си игра. Не е како што се вели, не е сетска играта, не досудува Па прекини. да, до засега одлично ја води средбата, значи дозволува Да си игра. да се игра фудбал на двете страни. Николовски сега не ја прими таа топка најдобро, недоразбирање беше Рацковски, тоа. да. Еве сега Лазаров кон Мојсов, но Николовски, кон Додев, сепак Вареловски, кон Стојан Димовски, Димовски добро интервенира и изфрла топката на средината на теренот. Ванче Шиков сега, смирено, рутинирано. Лазаров, сега ја губи топката Лазаров, меѓутоа Мојсов ја освојува. Одлично Стојанов реагираше овдека. Дарко Стојанов. Каков дуел. Сега Вареловски. Има голема борба, тоа е добро за надпреварот. Се гледа желбата на Сега двете екипи застана. за победа. Судијата повторно не досуди прекршок, меѓутоа застанаа Да, фудбалерите и меѓутоа испрвија остави гол. предност, да. Да, мора да кажем уштенешка дека засега одлично води. Напаѓачот средната Дарко судија. Гроздановски се жали на повреда. Ми се чини дека не Па се работи имаше за еден сериозна дуел повреда. со корпулентниот Дарко Стојанов кој Го превези како тенко би се рекол. да. Корпулентни на обете страни Шиковка и Тиквеш, на спротивната страна Дарко Дарко Стојанов, Стојанов, двајцата да. стопери со долги кариери. Многу тешко шпицовите да играат против нив.
едни од подобрите одбранени фудбалери во Македонија. Сега повторно акција, Гроздановски по левата страна сега се префрла. Дарко Гроздановски, центаршут со левата нога. Добар центаршут е тоа, натрчува Лазаров, меѓутоа Николовски Одлична побрз. реакција на Николовски, да. Додев сега смирува. Го поминува Мојсов. И аут. Аут за Брегалница. Николовски враќа кон Бакрачевски. Сега ќе се обидат фудбалерите на Брегалница да организираат напад. Префрлува Бакрачевски на десната страна кон Ѓоргиевски. Кон Мартин Стојанов. Брасе Стојанов поминува таму. Одлично, поминува да видиме Мартин. Илиевски таму успеа да го спречи. Ристо Илиевски исто така искусен играч кој настапуваше во екипата на Пелистер, Победа, играше за екипи од Албанија. Лев век искусен фудбалер. Да. Успеа да го спречи Стојанов таму во налетот, помина еден фудбалер најпрво, меѓутоа налета на Илиевски и топката излегува во корнер за Ѓоргиевски. Во аут. Во аут, така. Во аут за Ѓоргиевски. Наумов. И интервенира Ванчи Шиков, меѓутоа тука е Митрев. Со глава 5-6 фудбалери удира таа топка, сега Ацковски. Добро шири кон Николовски. Мисли чини дека тоа... Еве сега Стојанов блокираше еден од играчите на Тиквеш. Добра шанса беше тоа за Брегалница. Добар центаршут на Николовски. Тактички прекршот на Бакачевски, одлично спречи полуконтрата на Тиквеш. Добра шанса беше. Во прв момент ми се види дека Димовски ќе интервенира, меѓутоа не успеа, а беше тоа шут на Стојанов. Удри во еден од одбранбените фудбалери на Тиквеш и отстраната опасност. Во тека 43-та минута остануваат уште 2 минути до крајот на првото полувреме. Се отвори малку играта во овие последни 10 минути. На почетокот првите 15 минути имаше испитување на силите, игра фудбалерите во грч, меѓутоа еве сега неколку можности на овие страни. На преворот има. Впрочем, подобро е и за нас гледачите да гледаме шанси и голови. Митрев изфрла таа топка кон Ацковски, односно Османовски е тоа. Добро го издржа овој дуел Османовски. Одлична топка на Стојанов кон Додев. Коите како знае да изреагира еден на еден. Шиков реагира одлично. Тие високи топки не се никаков проблем за Ванче Шиков. Кој е корпулентен, висок и доста искусен и секогаш на вистинското место во тие воздушни дуели. Повторно Брегалница во финишот на првото полувреме ќе се обиде да организира акција по десната страна Ѓоргиевски до Мартин Стојанов. Бакрачевски сега. Сега смируваат на средината на теренот фудбалерите на Брегалница. Дарко Стојанов до Анđело Николовски. Николовски до Додев. Шири лево кон Ацковски, меѓутоа не успеа. Ацковски топката излегува во аут за екипата на Тиквеш. Истекува 45-та минута, ќе видиме колку судијата Качевски немаше продолжување, крај на првото полувреме, точно во 45-та минута завршува првиот дел, впрочем немаше никакви прекини на овој надпревар во првото полувреме и по првиот дел резултатот е 0:0. Мислам дека првата половина од првото полувреме се одигра испитување на силите под притисок, малку во грч играат двете екипи. Вториот дел од првото полувреме се отвори играта каде Брегалница имаше 2-3 шанси и едната Ацковски која е повеќе од 100% на која мораше да реагира, меѓутоа голманот Димовски интервенираше одлично, возврати Тиквеш, гледате преку некои прекини кои те како опасен може да биде, меѓутоа одлична реакција на Илче Петревски кој изфрли топката во корнер. Се на се мислам дека Брегалница за нијанса е поквалитетен противник во првото полувреме. Се надеваме дека во второто полувреме ќе гледаме уште подобар фудбал и поатрактивен.
Токму така, ние се враќаме по 15 на минути да го проследиме второто полувреме од надпреварот Брегалница Типеш.